Убав ден. Подршка до сите оние кои што вистински ја барат правдата и кои што вистински ќе се борат против длабоката држава или кочанската секта, а тоа се праве на начин како тоа што ние го правиме фалангистите. Дали сакате да се произнесеме по сето оно што го правиме против ова секташка организација во мојот, јас би рекол, Довлочани или во заграда Ивановград, каде што во изминативе години многу пати ви најавував дека овде се функционира како слепо црево, каде што сите се изврзани и ако не се во нивниот матрикс, тие одма почнуваат во улогата и ја земат улогата на богови, на светци и почнуваат да решават кој треба да живее, кој треба да умре, кој треба да биде во брак, кој треба да биде продавач на бело, кој треба да си продава тело и така натаму и така натаму. Кој треба да биде барабан, или кој треба да биде ракетар. Но ете, кулминацијата на сето тоа дојде. Јас ако се прашам кај архитекто на Ивановград, таму би ги насочил сите овие мои аргументи и таму би бил со мировен протест. Кај архитекто кој што ни го направи Кочани Довлочани. Секако се разбира под капата на Џорџ Сорос, на кој што ите како му е потребно Кочани. Ако не за друго, за неговиот син кој треба да биде грчки крал. Другарот на Вавот, премиер на Албанија, и личен пријател на Поп Зоки Битолски, такозвани партени Еди Рама. Дали можам да продолжам, да видам дали сум вклучен, дали се гледам убаво? Од нешто што го започнав од 25 март и нема да биде една единствена. Низ ова деценија поминав многу работи, многу подмукли активности од овие самопрогласени богови и светци. И затоа мојата порака ќе биде пумпај УВР Кочани, ама до кога ќе пумпат не знам, затоа што сите оние кои што учествуваа во ова злосторничко здружување и во овие нарачени сценарија против Владо Павлов, во канализација до гуша си. И нема спас. Ако ги спаси организацијата во Ивановград,
на кој што голема раката, нели, на папата од ЦК, нема да се спасат од Бог. Еве, помнете и не заборавајте. Јас, Владо Павлов, никогаш не сум се уплашил од ова сатанистичка рака и од сето оно што го правија против мене, и ова длабока држава која што сака сите мои дела да ги киднапира, да го уништи мојот град, да го направи мртов град, а истиот треба да биде жив град и град на светлината. Молкот од сите вас, еве до каде дојде. Молкот од моите кочанчани кои што ни сиве овие години никогаш не дадоа подршка и не им наоѓа мана поради тоа, затоа што мојата подршка е многу поголема од многу други македонци во цела Македонија, мои пријатели од целиот Балкан, научни кругови и во целиот свет. Мојата прва трибина, како што најавив, еве сега најавувам од Кочани, ќе биде во Битола. Ќе бараме простор во библиотеката, онаму каде што пред деценија имав трибина за пирамидите во Битолско и во Македонија. Значи, после една деценија повторно ќе имам трибина во Битола на тема живот за секого во Македонија и живот кој што треба да започне од решавањето на сите учесници кои што се поврзани во само наречаниот атентат на Киро, и видовме до каде дојдоа сите оние пулини кои што настана на сметка на овој само наречен атентат и ова длабока држава, ова секта која што ги пуштила како октопод сите овие пипци низ цела Македонија. Би сакал навистина од директорката на ТАТ Сонја, каде што единствено се им беше конфискувано само лустерот октопод, да новиот собственик на куќата, ако го чува и ако уште стои, да направиме петиција и овој лустер од Сонја, од ТАТ, да му го поклонеме на Бранко Црвенковски. Еве една петиција, битолчани, да видиме новиот собственик, бидејќи имаме информации дека мебелот кој што бил многу вреден и се оно што било по кухнина им е одземено, само лустерот кој што им бил октопод на Сонја им бил оставен да се сеќава на октоподот, а јас би го повикал новиот собственик да направиме една петиција и да му го поклонеме на Бранко Црвенковски, затоа што навистина е мајстор на октоподи. Од него поголем октопод нема во Македонија. Колку и да го криете, а новиот премиер колку и да го жежи, и да го печи, и да го боли, таа е вистината. БЦ и се е можно. А најголем бастион на БЦ, сиве овие 30 години, не знам дали знаете, е моје Кочани. И сите вие новинари, вакви, такви, онакви,
кои што го криете ова, сте негови слуги. Долга е раката на БЦ. Мојот поздрав за Чика Бране, посебно до новите тастери со кои што се дружи изминативе години, господинот Мичо Крокодил и Мазно Газе Димитри. И понатаму можете да го учите на македонизам, како што Мичо Крокодилот го манипулираше побегуле во Будимпешта со проектот Скопје 2014. Сега можете и понатаму да ги врзувате машлите со мојот град Кочани и големиот југословен кој што со отворени очи ќе умре за Југославија, а тоа е БЦ. Од Владо Павлов научени му давате некои работи кои што се поврзани со македонизмот, а вие сте се одметнале од вистината на Владо Павлов и од сето она што некој ви правил Кичановиќ. Така да, Мичо Крокодиле и ти, Димитри, бидете големи учители на БЦ колку сакате. Ова длабока држава и ова секташка организација која што учествува во сите сценарија против Владо Павлов, сум ја оставил на бок, на неговата десница и така ќе продолжам. Фала му на Бога на тоа што БЦ не успее и на мене да ми направи атентат. Се разбира во биолошки смер, како тоа што го направи со стотици луѓе македонци починати од стечената постапка и од влашката приватизација, од така наречениот биолошки атентат канцер. И ова го правам за сите вас, ова го правам за моите деца, за се оно што го поминале од ова секташка организација, ова длабока држава, како умеат да киднапират, како умеат да влезат во фамилии и како умеат да уништуваат секој оној што не е нивен послушник. Еве еден добар ден и од мене. Дали сме тука да почнам со оно што е главното, каде што без протести, без викање, по правнички пат ќе докажам дека ова држава има закони, колку и да е длабока, колку и да е секташка, како тоа што го докажавме со управниот суд во битка против онија од Зечевиќ програма, каде што имаме учесници за кои што ќе имаме друго видео, од чоколадо деца на инспектори пензионирани и од големиот Палче, нели, кој што пред хајката да започне во Бевери Хилс, имаме слики како седел најмалку 3 пати во барот на Дарко Панчев, кој што е под мојот дуќан во Бевери Хилс и ја пратил целата активност, па дури на денот кога упаѓаат од пуленот на БЦ, градоначалникот на Центар, барака број 5 од општина Центар, со измислен закон кој што го нема во службен весник, закон кој што бараат како воздух дишат овие кои што добиваат услуги во Агапи центрите, закон кој што е идентичен и кој што барака број 5 треба да го бара и во сауните, и во фризерските салони, и секаде низ Македонија.
Тоа може да го прави само една ваква длабока држава, една ваква секташка организација која што тоа не е организација на дечиња како што манипулираат, нели, кои што прават пентаграм или ќе кршат споменици, ќе пијат крв од петли, од кокошки, не знам што ли не. Туку ова е организација од структури која што е поврзана со кои што се поврзани со општини, судство, поврзани со извршители, олигарси и кои ли не. Значи, уште еднаш, дали сме спремни и ако не сме спремни, ако сме молчеливи, да го прекинем ова видео со пораката пумпај увара кочани. Чекам да ми пишете или да прекинам. Значи, на 25 се извинува март, Владо Павлов има поднесено кривична пријава до Основно јавно обвинителство Кочани и до пумпај увара Кочани. Каде што оштетениот Владо Павлов од Кочани ја поднесува кривичната пријава против миленикот на ова длабока држава и секташка организација Весна Стојменова, моја бивша сопруга, која што имавме заеднички фамилиарен бизнис и на кој што целиот свој живот го вложив, за кој што сведоци сте ми сите вие стотици илјади македонци кои што поминавте преку Владо Павлов. Ова длабока држава, сега ќе ви објаснам како работи. Ова е доказ дека е заверено во Основно јавно обвинителство. А ова е доказ дека е заверено во пумпај увара Кочани. Јас кажав, сето оно што го поминав со овие миленици на ова длабока држава и на ова секташка организација ова деценија, дека од 2025 ќе започнам со моја одбрана, со мои докази за се што е правено во спрега со институциите, а најмногу во спрега со увара Кочани, овој миленик на секташката организација и на длабоката држава. Миленик кој што си гледаше во врвките, во патиките, а денес е лице кое што длабоката држава го чува и бара закони и измислува закони, се со една цел да биде уништен Владо Павлов, родителот на незините деца, кој што ги немам прегрнато веќе 3 години. И тоа е се дело на социјалното во Кочани, и тоа е се дело на увара Кочани, и тоа е се дело се со една цел да ме направат насилник, од проста причина што Владо Павлов не може да го сместат во нивниот матрикс во мојот град Кочани, и каде што секогаш сум се издвојувал од сите нив и секогаш сум се борел за Македонија и секогаш сум се борел за ова млада популација, и колку сум умел
сум ги чувал додека престојувале во времето кога сум работел со угостителство. Значи, со ова битка започнувам откако Агапи е донесено на стаклени нозе, од сето оно што се прави и од она голема финансовска загуба која што имаме сите ние и целта Агапи да биде уништено, затоа што во продолжение на мојот профил ќе ви објавувам докази и аргументи зошто Агапи е битно и зошто Агапи треба да биде иднина во светот, не само во Македонија. Тоа е поради овој аргумент кој што е акредитиран по европски стандарди и кој што потврдува за стерилна лабораторија. Зошто би им сметало на длабоката држава вакво нешто кое што само можат и тие олигарси, па и нивните деца кои што плачат од нив, да имат благодети во битката против пандемијата на канцерот. Тоа е првата работа зашто им смета Владо Павлов на длабоката држава, и втора работа е ради имотот кој што јас од моите дедовци го имам во Кочани, а ќе има уште многу видеа и кривични за сето оно што се правило против мене. Значи, уште еднаш, Агапи од ваквите работи, од овој миленик на сектата, е донесен на стаклени нозе, а јас во една прилика кажав дека ако јас гинам и паѓам, ќе паѓаш и ти со вистината која што ќе објавувам пред сите, и затоа те молам, прекини со овие активности кои што ти ги даваат како задача, затоа што не знаеш дека ова длабока држава или удба и кос ќе те искористи и на крајот ќе те фрли во буниште. Некој не ме разбрал, а тоа е негов проблем, не и мој, а најмалку на БЦ кој што успева во вакви работи со неговата долга рака, па еве што наредниот период ќе имаме, во наредниот период ќе има финансова полиција во Скопје и внатрешна контрола во Скопје поради тоа што е длабок молк на ова што е поднесено од Владо Павлов на 25 март во јавно обвинителство и во Пумпај УВР Кочани. Пријавената е поранешна моја сопруга и управител на фирмата СЗД Македонски органи. За сите тие години Владо Павлов не сакал ниту пензиско, ниту инвалидско и направил се за да македонски органи бидат бренд на целиот свет. Значи, карикирам, ако јас сум бил вработен, овие 12 години, 15 години колку постои македонски органи, а јас не сакав да бидам вработен и верував во некој и давав се од себе, исто како подоцна кога истиот тој беше управител на Агапи, повторно не сакав да бидам вработен
и велев мојот дел, мојата плата нека оди на вработените и на сите оние кои што биле околу мене. Значи, карикирам, плата 500 евра со пензиско инвалидско, 15 години рачунете по 15 евра, колку Владо Павлов заштедил на македонски органи, кој што беше СЗД и кој што е врзан со управителот. Значи, кривичната пријава против Весна е за сторено кривично дело измама од член 247 страна 1 и каде што истата таа на ден 11 септември 2023 година се одјавува фирмата на Агенцијата за вработување, а на ден 16 септември 2023 се пријавила да работи во друга фирма, Макоем Експрес Дуел, како возач. Ова е моја должност, не поради вас, поради моите деца за кои што секој таа ме правеше измамник, преварант и што ли не. Доказ имаме потврда од Агенција за вработување, преглед на пријави и одјави. Пријавената на ден 11 септември 2023 ја остави фирмата без управител скоро година и пол, се до нејзиното бришење на 25 февруари 2025 на наша преземена иницијатива од тимот на Владо Павлов, за да реагираме и да дојде по предлог на Министерство за економија до Занајчиската комора. Замислете, ако ние не реагиравме и понатаму ова фирма без управител, фантом фирма, ќе продолжи да работи. А зошто? За да имаме начин како да го уништуваме Владо Павлов и да правиме фантом фактури кои што немаат испратници од вработените на Агапи во Скопје и во Охрид тогаш, кои што нема печати и на кои што се донесуваат одма одлуки во ова длабока држава, во ова секташка кочанска организација во судство, без мое присуство, и кога ќе бараме повторно рочиште, истиот тој судија нема да не отстапи простор, ама затоа кога ќе дојде во тесно, одма тука е пумпај увара кочани и ќе бараат потпишување на некој документ каде што не сум бил уредно поканет со некоја друга активност, да го потпишам и тој, за да тој се извади од оно што го направил заедно со Весна Стоименова. И така, мојот личен пријател и познаник, командирот Темелков, ќе ме бара и под земја и под секаде, а се со една цел да ова фантом фирма во спрега со извршители, нотари, адвокати и основен суд во Кочани да направи толку голема штета со кој што Агапи денес е на стаклени нозе, бидејќи му беше блокирана жиросметката, бидејќи беа испумпани сите финансии кои што беа на сметката на Агапи, каде што и до ден денес се уште немам решение за донесената правосилна одлука против Агапи од овај СЗД македонски органи, кој што е сам, без управител и за кој што дефинитивно ова измама треба да ја дознаете сите вие и порака до Тино да си провери дали има и некои други вакви измами, каде што имаме сознание дека многумина во пензија и понатаму плаќаат фирмарина и понатаму се работаат, а тоа е веќе работа на црно, како тоа што го правила дотичната особа. Значи, имаме доказ
потврда за избрисан субјект од Централен регистар. Овој доказ не би бил доказ се додека ние не преземевме активност, затоа што во ова длабока држава, во ова сектачка организација, дотичната особа требала сама да иде, сама да се избрише од Занечиска комора, сама да иде во Централен регистар, сама да иде во банката да откаже сметката. Дали се уште сметката и функционира, тоа во друга прилика ќе ви објавиме во НЛБ Тутунска банка. И зошто е користена таа жиросметка. Во тој период пријавената презела низа противправни действија со намера за себе да прибави противправна имотна корис, парични средства и ги довела до заблуда или не ги довела во заблуда нејзиниот адвокат тогаш Гордана Арсова, надлежен нотар Владимир Иванов од Кочани, каде што еден дечко ви оставив слика, се слика и го покажува нотарот, нели, а со тоа ми испраќа порака на мене дека ние во ова длабока држава можеме да правиме што сакаме, затоа што се е под наша контрола, нели, а ќе ви испратам и сликата од дечкото, каде што стои во Кочани и каде што позе него стои кафе бар Пролет, а најблиску до него патоказ за нотарот од Кочани. Надлежен суд во Кочани и надлежниот извршител Орце Гоцевски со лажно прикажување дека е се уште управител и прикривање на факти дека одјавена од фирмата СЗД Македонски органи им подпишала полномошно во кој се представила како управител, односно властено лице. Адвокатот Гордана Арсова со лажно полномошно составила предлог за издавање на решение за нотарски платен налог врз основа на веродостојна исправа со лажност одржина во полномошното дека е властена од управител Весна Павлова, тогаш денес Стоименова, и со лажни непостоечки фактури да побарува од фирмата на незиниот бивши сопруг, кој што дал све за таа фирма, одредена сума на пари. Дали ова го направиле сите заедно или ги измамила, треба тие да си докажат. Доказ, предлог за издавање на решение за нотарски платен налог врз основа на веродостојна исправа. Со исто такво полномошно, адвокатот ја застапува пред овластениот нотар Владимир Иванов, кој дал дозвола за издавање на платен налог. На штета на имотот на оштетениот Владо Павлов, односно неговата фирма Агапи, која што денес е на стаклени нози поради ваквите фингирани сценарија од ова длабока држава, од ова сектачка кочанска организација, која што го има миленикот, тоест мојата бивша сопруга. Доказ НПН број 1126/23 од 27 септември 2023 година. Да се вратиме, пријавената на ден 11 септември 2023 година се одјавила фирмата во Агенцијата за вработување, а на 16 септември се пријавила да работи во друга фирма како возач без возачка. До Основен суд Кочани подпишала полномошност за застапување во Основен суд Кочани подпишала полномошност за застапување во поплатен налог на адвокат Димче Ристов и го довела судот во заблуда или не го довела, заедно учествуваат во ова хајка против Владо Павлов, да донесе пресуда ПЛ1 ТС број 55/23 од 27 ноември 2024 година, со која приговорот на оштетениот е одбиен, решението по платниот налог е останато во сила и е задолжена фирмата на оштетениот Владо Павлов Агапи да надомести покрај главниот долг и трошоци, поради кој што ние бевме 3 месеци
со блокирана жиросметка, 3 месеци без да плаќаме кирија, вработени, струја, 3 месеци без да платиме ДДВ затоа што сметката ни беше блокирана и испумпани одредени финансиски средства на начин на вакво злосторничко дружување. И поради кој што Агапи денес е на стаклени нозе. Доказ пресуда пола 1 ТС број 55/23 од 27 ноември 2024 година. Пријавената подпишала полномоќно на адвокатот Димче Ристов да иницира извршна постапка ке извршителот Орце Гоцевски, каде лажно се представила дека овластено лице, со што го довеле извршителот во заблуда, па отпочнала постапка за извршување, блокирал сметка на должникот и запленил пари од сметката, сума која што и до ден денес не е вратена, иако треба да се врати. Кој ги дал на пријавената. По укажувањето на должникот на сите манипулации на пријавената и незините лоши намери, извршителот е запре извршната постапка, но парите се уште не се вратени и пријавената нема намера да ги врати. Со погоре опишаните действија на извршување, пријавената го исполнила законското битие на кривично дело измама од член 247 став 1 од казнливите дела на Република Македонија, каде е инкриминирано таквото однесување и гласи: тој што со намера за себе или за друг да прибива против правна имотна корис, ќе доведе некого во заблуда со лажно прикажување или прикривање на факти, или ќе го држи во заблуда и со тоа ќе го наведе да стори или да не стори нешто на штета на својот или на туг имот, ќе се казни со парична казна или со затвор од 3 години. Со ваквите действија пријавената довела во заблуда со лажно прикажување дека е овластено лице на фирмата Македонски органи, навела институциите како адвокати, нотари, основен суд и извршител да преземат действија со кој пријавената за себе прибавила противправна имотна корис. Со тоа пријавената го исполнила законското битие од кривично дело измама од член 247 став 1 и страна број 3 од казниве проправлението на Република Македонија. Го молам наслово да преземе поведување на кривична постапка против пријавената со предлог да иницира кривична постапка пред Уставен суд Кочани, каде ќе биде казната според која казна превентивно ќе им влијае за војнина да се воздржува од преземање на действија на извршување на вакви или слични кривични дела. Дали ова го прави само миленикот Весна Стојменова на сектата или на ова длабока држава за кој што имаме многу докази, а ќе разговараме во иднина, ќе го знаеме во иднина. Ова се доказите кои што денеска ви ги читав. Дали работат сите заедно? Времето ќе покаже. Сето ова е доставено до Основно јавно обвинителство и до Пумпај УВР Кочани. А ова е како се работи во длабоката држава, без вас, со присилна наплата и наводно дека уредно сум бил поканет и без дадено се уште решение за извршената присилна судска наредба
и присилната наплата на Агапи, поради кој што е во опасност да не постои и на стаклени нози. Ова е полномошното кое што ова фантом фирма го дава на адвокатот за да ја застапува. Сите со име и презиме, Пумпај Ува Ракочани, мојата цел е да го испревам мојот образ пред моите деца кои што навистина од ваква длабока држава, од ваква секташка организација, во кој што Емилени Кособата го сносат најголемиот бол, а сите вие видовте дека ова длабока држава нема никаква жал пред децата по оно што се случи последното во Кочани, а камоли и кон моите две деца од дотичната особа, и тие работат на истиот начин на уништување, а се со една цел да се ги задоволат нивните страсти и да го уништат Владо Павлов, да му одземат се што е негово, за да тие нели успеат во оно што си го зацртале на нивните состаноци кои што ги прават низ цела Македонија, за уништување на Македонија, на младината и на сите нас како македонци. Овде Владо Павлов нема да прекине, ќе продолжиме и понатаму со мојата порака да се превоспитат двете експлозии кои што биле слушнати во дискотеката од страна на министерот Тошковски, од страна на премиерот Тино, затоа што се од многу битно и се од суштинско значење за мојот град Кочани да ја победи ова темнина, да го стави во сенка и да го погребе ако треба Иванов град и повеќе да не биде довлочени. Без разлика дали се работи за милионери, милиардери или било што друго. Ева на Кочани се уште не се произнесела дали имала влијание на мрежата со дискотеката во Кочани. Останете ми во мир, љубов. Јас немам што друго. Ова длабока држава, ова злостодничко дружување, ова секташка организација ме доведе до зид. Не можам повеќе зидот, не можам повеќе да одам назад, да преболувам, да молчам, верувајќи дека миленикот и најлвовираните ќе прекинат, ама тие навистина не знаат колку е доста, и затоа во интерес на младите, во интерес на моите деца, ја започнав ова моја битка од 25 март и ќе продолжам и понатака. Со напомена, Пумпај Ува Ракочани и основно јавно обвинителство немат никаков одговор. Ова следната недела оди во внатрешна контрола Скопје и во финансова полиција. Јас верував дека ќе реагира Пумпај Ува Ракочани, но како што гледате, кога е во прашање Владо Павлов, тие ќе менат и записници ако треба, за кои што имаме и специјално видео како се менеа записници, како фантом двајца полицајци како сведоци има,
а ги нема на местото, како истите тие не доваѓат на судење, итн, а се со една цел да се представи Владо Павлов како насилник. Ке имате докази социјално кочени како работело и многу други сценарија од овие самопрогласени богови, кои што сите кукаат од нивните деца, заборавајќи дека тие се поголеми лопуши од нив и децата што крадат од нив. Останете ми во мир и љубов. Продолжуваме. Пумпај увара Кочани. А моето мото е никој да не биде Владо Павлов.